Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. По цели 50 години Крива Паланка доби нов градски плоштад. Инвестиција вредна 785.000 евра. Средствата се употребени за целосна реконструкција на плоштадот, при тоа со зачувување на автентични обележја, направено е партерно уредување, изграден е мал амфитеатар, а заменета е комуналната инфраструктура. Употребена е старата коцка, а зачувана е градската фонтана. Денеска пред кривопаланчани и нивните гости беше представен резултатот од проектот Крива Паланка источна порта кон Европа, фестивалска туристичка дестинација, која што, како што рече градоначалникот Боријан Чомицевски, само ја потврди визијата за модерен град која се повеќе станува реалност. Сите ние остануваме посветени на идејата градот на двете реки и заштитникот Свети Јоаким Особовски да биде гордоста на секој граѓанин, да остане во срцето и душата на секој кривопаланчанин. Крива Паланка е град со богато минота, култура и традиција, централна точка на коридорот 8. Генерации луѓе во изминатите неколку векови давале печат на градот под осоговието. Чаршијата, занаетите, трговијата, приказните и преданијата, легендите сведочат за тоа со колку љубов нашите предци го граделе и се вложувале во него. Историјата на Крива Паланка не чини горди, но истовремено не обврзува и на одговорност да продолжиме во континуитет и на идните генерации да им оставиме град достоен за живот. Искрено се надевам дека овој објект ќе остане да сведочи низ вековите за нашето минато и историја, но во исто време и за нашата сегашност и иднина, и да биде мост на соработка со нашите соседи и источна порта кон нашите европски пријатели. Градоначалникот Мицевски обраќањето на свеченоста го заврши со мислата: раководењето на општината не представува пронаоѓање на пат кон личен успех, туку пат кој води кон позитивни промени, европски дух и развој, силна верба и визија за подобар живот и пат кон современа и модерна Крива Паланка. Проектот е финансиран од ИПА-2 програмата на Европската унија, кофинансиран од владата и општината Крива Паланка, администриран преку програмата ЛРЦП. Во вкупниот износ, општината учествуваше со 6,6 милиони денари. Вице-премиерот Фатмир Битики, во чиј ресор спаѓа финансирањето на сите 57 проекти од оваа програма, каде е и тој на Крива Паланка, го сподели историјатот на одобрувањето на финансирањето за оваа проектна идеја. Проектите требаше да завршат некаде за 6 месеци. Кажав дека ќе се изборам за 12 месеци, но само тие кои што ќе потпишат дека 12-тиот месец навистина ќе го има проектот. За сите други може да заборават. Затоа што времето на ветување и неспроведување треба да го забравиме. И денеска навистина сум горд, затоа што 12 месеци не дојдов, но дојдов дента кога можеме да кажеме дека работите се направени како што сме ветили. За ова благодарам до градоначалникот, благодарам до моите колеги министри, благодарам до Антонија, благодарам до сите кои што верува. Битики најави дека во Крива Паланка ќе бидат финансирани уште 3 подпроекти од ТАВ програмата со цел создавање на уште подобри услови за граѓаните. Вице-премиерот за економски прашања ја истакна мерката воведена од оваа влада со која се поттикнува рамномерен економски развој за сите инвестиции што се надвор од Скопје. Конкретно за инвестициите што ќе се реализираат во северно-источниот регион се одвојува за 60% поголема економска поддршка. Така си се сака државата, рече Битики. Никогаш досега во овие 50 години владата, централниот буџет, не вложиле во овој регион како сега, рече на свеченоста вице-премиерот Љупчо Николовски, кому Крива Паланка му е роден град. Со Оливер често знаеме да кажеме на влада кога навистина со сета енергија се бориме за целиот овој регион, и тоа беше со факти, аргументи, со бројки се потврдува дека никогаш, ама никогаш, и ова да го чујат сите, во овие 50 години владата, централниот буџет, државата на која што плаќаме средства, плаќаме даноци, а сме честни и одговорни луѓе, во овој регион од Куманово навака никогаш толку не се инвестирало. И сите знаете дека никад и никогаш нема да зборам без факти, без аргументи и без бројки. Меѓутоа, кога имаме замерки со Оливер, буквално тоа и го потенцираме, па редно беше и дојде време кога навистина приоритет е токму овој заборавен регион.
Ние бевме и овој регион од Куманово навака навистина беше заборавен, а денеска е токму таа порта која што не спојува со ЕУ, која што не спојува токму со останатиот свет и навистина сите имаме обврска и одговорност се нешто да направиме во тој поглед. Секој додека може и додека навистина му се дават приликите. Не да имаме луѓе кои што ќе заминат на функции и кои што нема да се вратат и кои што нема да направат ништо, туку наша света одговорност е навистина да направиме се за нашето мало и убаво градче. Вице-премиерот подсети на критиките за патот кон Девебајр, кој го нарече срам за државата, кој се реконструира со инвестиција вредна 12 милиони евра. Николовски му се заблагодари за залагањето на градоначалникот Боријан Чомицевски на Европската унија и на неговите колеги во владата Фатмир Бетики и како што рече, за особената подршка од другарот Оливер Спасовски, бидејќи заедно се бориме за овој крај. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk